Почитувани медиуми, додека народот гладува, владата со народни пари купува пченица по цена 25% повисока од берзанската. Во два наврети, Агенцијата за стокови резерви троши околу 9 милиони евра за набавка на 20.000 тони пченица. Цената која ја плаќаат за килограм оди дури над 26 денари за килограм, односно над 6 денари поскапо од тоа што се тргува на регионалните берзи. Имено, на 24. 8 и 25.8 оваа година, Агенцијата за стокови резерви склучува два договори во вредност од 4,4 милиони евра и двата за набавка на 10.000 тони пченица. Едниот со фирмата Agro Global Trade од Скопје, а другиот со Kokra E-Art од Тетово. Месец и половина подоцна, на 4.10.2022 година, Агенцијата повторно склучува договор со фирмата Kokra E-Art од Тетово, исто така за набавка на 5.000 тони пченица, овој пат за вредност од 2,1 милион евра. А само два дена подоцна, на 6.10.2022, склучува уште еден договор, исто така за набавка на 5.000 тони пченица во вредност од 2,2 милиони евра, овој пат со фирмата Млин Аргулица од Карбинци. И во двата случаеви се извршени по две набавки вкупно 4 на број и набавени се 20.000 тони пченица. Цената за килограм пченица во еден договор е околу 26 денари, а во трите други над 27 денари за килограм. Целиот случај отвара сериозен сомнеш за огромни профити кои завршуваат во нечии џебови, ако се земе во предвид дека берзанската цена на пченицата во Србија моментално изнесе околу 20,5 денари за килограм. Ако на тоа се стави и цена за транспорт која е околу 2 денари за килограм, доаѓаме до цена не повисока од 22,5 денари. Но во конкретниот случај, цената која ја плаќа агенцијата е над 6 денари повисока од цената која е на берза. Односно, замислете, дури за 8 денари повисока од македонската пченица. Со ваквите договори се создаваат над 1 милион евра, пари за кои се сомневаме дека ќе завршат во приватни џебови, а можеле да бидат заштедени. Од тука се поставуваат неколку логични прашања. Зошто владата, кога веќе имала пари, не извршила интервентен откуп на македонската пченица од македонските производители согласно Законот за земјоделство и рурален развој, каде што јасно стои дека ако во просечната цена е пониска од производната, треба да се интервенира, како што беше и во конкретниот случај. Па во овие кризни ситуации за македонските земјоделци можела и да ја плати по цена како што ја плаќа српската. Понатаму, дали со оваа набавка од 20.000 тони пченица е извршена целосна пополнетост на стоковите резерви, од кои според закон би требало да се обезбедат покриеност на потрошувачката на пченица за 120 дена? Како и зошто Лјупчо Николовски, од позиција на министер за земјоделство, не испреговарал пониска цена или цена приближна на берзанската? И на крај, она најважното, доколку на вистина владата и СДСМ се грижа за македонските земјоделци, тогаш ќе се откупеше македонската пченица и наместо парите да се изнесеа надвор државата, ќе останеа во државата и ќе се реинвестира во домашното производство. Го повикувам Лјупчо Николовски да излезе пред јавноста и да даде одговор пред македонските земјоделци, во чиј џеб ќе завршат овие милион евра и зошто не се откупи македонска пченица. Почитувани, криминалот и корупцијата со СДСМ, Девитар Ковачевски и Лјупчо Николовски метастазира во секоја пора на општеството. Власта краде дури од храната за граѓаните и тоа мора час поскоро да заврши. Одговорност мора и ќе има. Ви благодарам.